Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринско еспресо на 98,1. Фреквенцијата која во овој момент малци има проблеми. Што поради времето, што поради дефект на некои од другите радија кои ни влегуваат во фреквенцијата, но онлайн никој не може да ни влезе во фреквенцијата, исто како што никој не може да ни влезе и на YouTube, каде што не гледате отпосле. Претплатете се на нашиот канал, претплатата чини 0 денари. А може да гледате многу добар контент и може многу да научите. Ово утро со мене Драган Милосављевиќ. Добро утро, Драган. Добро утро, Златев, добро утро на сите гледачи, слушатели, љубители, намерници, добронамерници. Јас не знаев дека фреквенциите вака се мешаат искрено. Мислев дека сето тоа е многу едноставно регулирано. Ова како поранешно Југославија ми личи. Не, бетере. Заврнало во Белград и во Скопје нема пренос од фудбал. Значи, да, а знаеш што е проблемот? Проблемот е што целиот цивилизиран свет отиде на DAB. Тоа е поновата технологија за радиоемитување, дигитален Digital Audio Broadcast во превод на македонски. А ние сме на? А ние сме на FM. И сега ние сме негде заглавени помеѓу таму каде што биле, не знам, Данска, Белгија, Англија, Франција, Германија во 99-та година. Но тоа е поради тоа што ова држава право Агенција за електронски комуникации е коалиционен дел. Тоа е така. Второ, поради тоа што Агенцијата за медиуми па и нема надлежности да го реша овој проблем. Овој проблем треба да го реша. Ова е, знаеш како, ова е телекомуникацијско прашање. Да. И сега имаме ситуација каде што телевизиите веќе емитуваат дигитален канал, ви треба вас тој дигитален ресивер за преку антена да ги фатите, а радијата се уште нас не дигитализирале, а тоа е веројатно поради тоа што нема волја да не дигитализираат. А зошто нема волја да не дигитализираат? Па затоа што ние не сме играчи како Дзинго Емил Стојменов и компанија и не може да извршиме притисок на системот да се реформира во нашата област. И сега тоа е. Јас стварно мислев дека тоа ја планирам, може ја ќе се збогатам поише од Емил Стојменов, Дзинго и компанија, па тогаш ќе успееме да стигнеме до дигитален аудио сигнал, инаку секоја власт во последните 10 години нема забарањето на радијата. Ние емитуваме сигнал од дивоградби, практично. Немаме ни урбанистички прашања за нашите предаватели. Решено. Не сакам да знам. Значи, не, ова е хаос. Еден општ хаос, среќа постои меѓусебна кооперација. Па се јавуваш, па правиш нешто. Па да, па сега не знам. Нема да го емитувам радиото кој има дефект, но поради нивниот дефект ние имаме сметња во сигналот, ќе се среди. Во текот на денот ќе се среди, принудени сме на самоорганизирање, која државата не организира, која државата е гајле за радиото, која македонска радиодифузија, таа што е МРД, компанијата се занимава само со сигналот на македонска телевизија, кога Агенција за електронски комуникации само сака да не ги наплати тие 180.000 денари годишно, и тоа е тоа, ништо друго никој не го интересира. Па добро, еве, јас лично овие информации не ги знаев, верувам дека и најголем дел од слушателите немаат поим дека вака стојат работите. Лудило. За жал е така. Да седнеме, ние имаме многу интересни партнери, освен овие две институции, па ќе кажам, веројатно Агенција за медиуми најпрофесионално од сите. Има уште една трета, тоа е ЗАМП. Да. Тоа не бе овие за што лапаат пари за песните? Да, тоа е ЗАМП која проценува со години дека најдобар автор во Македонија е Ристо Бомбата. Што поише можам да ви кажам. Тоа е се што треба да знаете за таа институција. Имаш затворен цитат, да. Иако поздрав за ликот, мислам, на ова работа. Ништо лично, да. Дури она Педро е добра песна, знаеш. Штета што е пред 40 години. Па да, ликот го слушав кога бев дете, така што и тоа го слушав принудно, тоа имаше. Според нив, он е најплоден македонски автор на сите времиња. Се што можам да кажам.
И тоа е се што треба да знаете за таа институција. Сега, како да ви кажем. Елко порасли уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да рави да реди, кај него беше порасли уште една глава, за да може Дедо Мраз дарај да ни става. За тоа се тие креативни и изблесоци. И 50.000 евро од замп, ме разбираш? Тоа кошта 50.000 евро од замп. Ние сега се обидувавме пред емисија малку да римуваме ја и Лјупчо, свативме дека во принцип ние може да бидеме добри, пристојни рап автори. Па да ти кажам право, Ница. Може нема да бидеме како Тони Зем не како Тони Зем, не. И како Слаткар. Добро, таа популарност нема да имаме. Ама пристојни емсија може да биде. Со малку, како се вика, аутотюнче да убациме, мислам дека крадено све како што треба. Како сите што крадат. Не знам како тоа некој се потврди. Нучи бебо ќе го здробиме. Али сепак одлучуваме да не јаеме овакво како се вика кариера. Одлучуваме и инфлуенсери да не бидеме. Ја на пример, инфлуенсер моја мајката. Мене ми е хоби генерално да дробам инфлуенсери кои ќе претераат. Тоа се случи пред една недела, така да. Пред една недела на еден. Му го расипа на еден тип. Да, ама не. Ратото. Не, ама јас со инфлуенсери се закачам само кога се безобразни, да. Не, кога се безобразни, кога претерано имаат потреба од еден збор кој почнува на К, завршува со Е, кога нешто многу се прават. И хоби ми се, вчера видов една инфлуенсерска реклама за, како се вика тоа, за чевли, сам офис шус ја имаше. Ја, брат, стварно не ги разбирам фирми што даваат пари за реклама. И тоа се даваат дебели пари, знаеш? Да, али не, знаеш како... Мене никога, сите овие години не ми пристапил, не така се жалам, ама не ми рекол, знаеш што, дај изрекламирани некоја ципела, разбираш. Не. Сладолед, добро, ама не ти доликуваме. Мене ми доаѓале, јас сум викал, ај, шетај. Значи, не се бавам со таква работа. Можеш да си купиш на Лидер МК банер, можеш на Радио Лидер да си пуштиш реклама, скупо е и на едното и на другото. Да. Но имаш стабилен бренд кој стабилно те рекламира и имаш бренд со 3,5-4 милиони посети месечно, имаш подкаст со 290, 300, 350 прегледи месечно и ти плаќаш реклама. А сега ја тебе да ти се лижам, тоа не ти влегува во цената и не постои цена со која можеш да го платиш. Исто како што тоа што даваш реклама, не значи дека ако утре твојата фирма прави нарушување на она што се нарекува јавен интерес, јас ќе ти купам. Ти со тоа што плаќаш реклама, си плаќаш промоција на тебе и твојот бренд. Апсолутно. А не ја плаќаш мојата добра волја, затоа што мојата добра волја е космичка категорија, не е финансиска категорија, значи. Да се разбереме. Сега го слушавте Киркегор во радио, Киркегор. Но очигледно во Македонија не функционираат така работија, па за на директорот внука му да види на Инстаграм, они ќе му пукнат 300 евра на некој ретардиран инфлуенсер да им направи промоција за нивната фирма и од таа промоција нема да добијат ништо од една единствена причина што прво тие што ја гледаат не се платежно способни луѓе, за разлика од тие што не слушаат нас. Второ, тие што инфлуенсерот не е добар со... Да, инфлуенсерот има слаби интелектуални моки и не е баш некој екземпл. Нема мислам дека не плукаат за ова сега, зашто не напаѓаме инфлуенсерите. Нема да отидам во офис шуз да купам чевли поради тоа што некој што очигледно не ми е рол модел во животот. Не знам. За жал се рол модел на многу деца. Али ти сега, например, замисли ги инфлуенсерите на минатото како рекламираат, замисли го Ферид Мухич. У наше време он беше инфлуенсер, креатор на јавно мислење. Лиже сладолед, додека збори и вика, можете да си купите и пица во не знам каде, или успат купете си и патики. Исто друг влијателен Рамбо Амадеус се замисли. Добро, он е стварно е лик. Он е инфлуенсер. Да, он е вистински инфлуенсер, он е нешто друго, да. Така треба да изгледа инфлуенсер сега. Да, ма човекот има 3 чисти човекот е. Али за тоа бака прасе што има IQ колку шолјата за кафе. А има не знам колку милиони следбеници. Да. Никош нема да откриам тајната на тој успех, таков. Не, многу едноставен. Демократизацијата на слободниот простор ни го докажа тоа што однапред го знаевме.
а тоа е дека 80% од популацијата се дебили. Добро, Да, и тоа е главниот проблем. Мисля, дебили гледаат дебили, и тоа нема тука некој посебен интерес, но да ги оставиме дебилите да се фатиме за политика. Како што и доликува во оваа дебело исполитизирана земја. Да. Драган, значи, случајот Бојан Христовски сега да го коментираме. Да, директорот на АНБ, така. Директорот на АНБ му најдоа имал лажна. Тој фел, што беше тоа? Тој е фел, да. Па после тоа му оспорува што завршил економски факултет, кој впрочем не му треба за оваа функција. Он си има факултет ДИВ на државен и има магистратура на овој како се вика, на безбедност, исто на државен. Ама за од некоја друга побуда завршил уште еден факултет со признање на кредити овона и му го оспорија тој. Исто така, но ДКСК излезе и вика да, дека нема ништо спорно. Дека нема ништо спорно. И добро, до душа се оградува во еден дел, вели за проверката на автентичноста на овие работи ние немаме механизам. И сега јас си го поставам прашање, па кој има механизам? Веројатно обвинителството, не знам. Па, да, обвинителството. Зашто обвинителството? Не направил човекот кривично дело, не знам. Во секој случај, знаеш, се пумпаше ситуацијата. СДСМ и левица секој ден зборува и на крај ДКСК, која не е институција контролирана од власта, да се разбереме. Реално да. Има изборот во ДКСК изгледа малце различно, нели, од тоа дека власта ги контролира. На крај ДКСК пресече во полза на Христовски. Да. Тоа е една ситуација која ја смирува работа и многу ми е интересно како се сензибилизираат сега за ТОЕФЛ луѓе кои не се сензибилизираат за тоа што дека директор на УБК, да речеме, направил хотел од 50 милиона на сред Скопје. Или се возел приватен авион но ботовштината купил здравје Радово, не знам. Например. Тогаш не се сензибилизиравме, ја градел панорамика, тебе ај што има везе, типа 300 милиони евра, гајле. Да. Знаеш, и тогаш не се сензибилизира, а сега дошол еден млад човек што не доаѓа од, како се вика, од буфлото на УДБА, баш противно го зафркавале предходно и сега наеднаш него ќе го реметиме. Но ботовштината не запира, пуштени се на најако, апсолутно, луѓето се работат на случајот, читам по Твитер главно јас и по Фейсбук и по другите социјални мрежи, тоа толку напорно гњават, толку напорно се обидуваат да направат приказни таму каде што ги нема, што е просто неверојатно. Меѓутоа, знаеш како велат, не ја гледај гредата во моето око, гледај реската во туѓото. Така што се наоѓаме во сред една офанзива на ботовштина. Но види се, тоа е нормално и нормално е функционерите да се следат и да се критикуваат дури за вакви тоа работи. не го спори. Значи, тоа паралелата што ја направи ти, тоа беше зборот. е драматично неспоредлива. Ја прв пат пишував за Сашо Мјалков 2011 година, кога никој немаше храброст. Кога беше опасно да се каже било што за. Да. Да се спомне името негово беше опасно. Вика Сашо. Кога беше вицот, кога беше што нарачува Сашо Мјалков у кафана, со бракјајка. Имаше таков тип на црн хумор, но тоа е веќе позади нас и добро е што е позади нас. Но она што е пред нас е дека, види, тоа што ДКСК одлучил, не го спасува Бојан Христовски. Добро. Не знам дали си свесен дека Бојан Христовски како директор на АНБ треба да добие НАТО сертификат. Односно сертификат за безбедност, сертификат на НАТО алијансата. Таму проверките не се толку едноставни, Драган. Таму проверките одат до еден детализам и НАТО се ќе видат. НАТО, ако не може ДКСК и обвинителство да проверат дали стварно полагал ТОЕФЛ, НАТО ќе види. Па НАТО им виде на многу наши ликови и не им даде сертификати, ги избламира. Меѓу кои и Фрчковски, меѓу кои... Кој што ние сепак го пративме во Њујорк. Да, меѓу кои да Фрчковски, функција. Меѓу кои и Викторија Димовски, исто поранешен директор на АНБ. Кој што требаше да го праќаме во Париз. Во Париз, да. Сега, со Бојан Христовски ќе видиме. НАТО ќе му провери диплома, НАТО ќе му провери ТОЕФЛ.
НАТО ќе му ги провери сите овие конфликти на интерес, левица што ги објавува, се ќе провери. И релации наводни ако има, и дали е руски шпион, и дали е... И доколку НАТО одлучи дека Бојан Христовски не е релевантен за оваа работа, Бојан Христовски, верувате, нема да може, затоа што како влада ти тоа ќе го оправдаат. Ние имаме човек што не е без НАТО сертификат на чело на АНБ. Предходната влада немаше гајле со тоа. Тоа беше неверојатно. Најпронатовската влада. Не, имаше гајле. Викторија Димовски немаше НАТО сертификат и не стана таму. Да, сакам да кажам во пристапот. Има неверојатно. Не, ама не е могуче, знаеш како, не е можно ти да бидеш директор на АНБ и да немаш НАТО сертификат. И тоа е доброто, и тоа е, и гледате како членството во една ваква меѓународна организација практично нас ќе не заштити од некој со лажна диплома, од некој со лажен сертификат за англиски и така натаму. Со лажен идентитет. Да. Се очекува, мислам дека таму трае постапка. Па не се знае, но би требало до првиот дел од наредната година, значи се очекува, а дојде информацијата дали Бојан Христовски ќе добие НАТО сертификат. Доколку не добие, владата ќе биде принудена да го тргне. И тоа е тоа. И тука завршува се. Но доколку добие НАТО сертификат, тогаш овие кои сега очигледно има една планска кампања насочена за неговиот лик и дело, ќе треба да одговорат од кој центар на моќ, кој очигледно тогаш е анти-НАТО центар на моќ, нели? Се обидува да го сруши цело. Па логиката е таа. Јас сум неутрален, иако, нели, го познавам долги години, Бојан бил тука во студио, јас сум неутрален и ја велам, НАТО нека пресуди. Ако НАТО одлучи дека Бојан Христовски не треба да биде директор на АНБ, ја од овој микрофон секој утро ќе оповикувам премиерот Христијан Мицкоски да го разреши. Да го разреши. Запомти што си рекол? Да. Си кажувам, нема тука емоции. Нема тука вака така. Значи, тука е јасно. Добро, Бојан нешто имаше ситуација со доби понуда да биде асистент на факултет, нели? Да, мислам дека одби. Ја одби веќе, тоа го видов дека ја одби, меѓутоа и од тоа не ја одби, мислам можно е во мирување да му е, он може сега. Да, меѓутоа потовштината пронајде и во тоа проблем. Да. Знаеш како кога некој реши да кажа, може и да има проблем. Ќе видиме. Меѓународна институција ќе ни утврди дали има проблем. НАТО ќе утврди дали има проблем. Ние не може да се договориме. Гледам на Телма прилог направил Миомир Серафимович. Миомир не верува во одлуката на ДКСК, вели дека ДКСК не се управо тоа што. Гледам друга телевизија, гледам трета анализа, гледам ова. Океј. Значи не веруваат во таа одлука. Ајде сега да видиме што ќе каже НАТО. НАТО, што му е интерес на НАТО да го штити Бојан Христовски. НАТО, тој ТОЕФЛ НАТО може вака да ако не може од ДКСК, вака може НАТО да проверат дали ТОЕФЛ-от во кој во CV-то на Бојан пишува дека он онлайн учел часови во Јулија, не дека полагал. Таму ама нема везе, му налепија дека Јулија му го издал, што не е точно. Тоа може и од ДКСК да го потврдат, ама ај ќе видиме. А затоа сега има и толку повици антикорупцијска да се само распушти и слични балавурди од разни квази новинари и слични. Очигледно дека во недостаток на што да се збори? Не и во недостаток на било какви способности во овој момент кај СДСМ, на јурише тргната таа една друга номенклатура која што е поврзана со нив, а не сме јавно да се изјасни. Сега СДК века не истражуваат дали било конфликт на интерес, тоа што некој од тие кои биле во ДКСК, нели членовите, некогаш била асистентка на на Универзитетот за туризам и менеджмент. И дали тоа што сега она ја проценува дипломата било конфликт на интерес? Па сега, боже мили, глупости на квадрат. Ама не, знаеш како е се. Има случаи... А може живеела тамо во зграда... Не. Ти се. Има случаи онкологија, така? Што беше... Како се вика... Што не потресе сите минатата година. Скандалот. Случајот онкологија треба тоа сето, дали се давале, не се давале, како се дозирале, треба да го вештачи онколог.
кој е тој онколог у Македонија што не работел некогаш на клиниката за онкологија. Така. Апсолутно. Кој е? И што се конфликт на интерес ќе има тој онколог што ќе вештачи? Така е, врска нема. Значи, врска нема. Има интересен коментар од известен Стеван Клеко Ангеловски и многу ми се допадна, не дека е нешто во врска со НАТО. Добро. Вели, а нели мислиш, Златев, ти дека господјава што ја ставивме во НАТО нема да замеша прсти за да го озрни ја боја? тврдам дека господјата не може да го направи тоа. А не може, тоа работата ти што е тоа. Зборуваме за Шекеринска, се разбираме ги. Не, значи сега да ви кажам. Радмила Шекеринска, значи, е политички функционер на НАТО. Радмила Шекеринска не е безбедносен функционер на НАТО. Радмила Шекеринска, работата на Радмила Шекеринска заедно со генералниот секретар на НАТО е политички да ги организира земите на НАТО. А не да проверува кој што прави. Оперативниот дел од или позади. да мести некого, да. Оперативниот дел од позади, таму имаш дечки со чинови. Така е. Тие Радмила Шекеринска не ја прашуваат ништо. А ти не знаат дека Исто, постои Радмила како што Шекеринска. Радмила Шекеринска нив не ги прашува ништо од делов што е политички. Така што, извинете вака што ви зборам, но господине Стева, НАТО не е месна заедница аеродром. Или не знам, стар аеродром. Острово. Мичурин. Три бисери. Значи, НАТО е сериозна институција каде што кон ваквите работи сериозно се пристапува. Апсолутно. И ќе видиме. Не е во рацете на Шекеринска Бојан Христовски, уживајте, а и да е, јас верувам во квалитетите на господјата Радмила Шекеринска, мислам дека госпоѓата Радмила Шекеринска достојно ги представува интересите на Република сега веќе за жал. Да умре тој што го сменил името Северна Македонија. Злате што кажа сега. Добро, јас верувам во Шекеринска, да. Инаку, може ли мала дистракција? Интересен е овој Бутлевски Игор, секогаш се појавува ликот. Добро. Поздрав и до него. За ски центарот во Кавадарци ќе го бидели и ќе ти порасне квадрат во Кавадарци. Па види се. Како дистракција. Јас стварно се појави некаков ски центар. Во Кавадарци веќе е квадратот над 1000 евра. Ама немој да ми кажеш. Да. 1200 е во Кавадарци. Во Кавадарци? Да. 1200, 1300, 1400. Така што со ски центаров може и доди уште. Нема далеко од Кавадарци ски центар. Ама навистина има ски центар, ова не е шега, стварно има. Ја видов нешто. Зошто бе да нема ски центар? Што сме ние бижутерија? Не, каде? Што се они од Маврово попаметни, што ти големи глави ли имаат тоа мијаците, брсјаците, тоа ли? Што и ние знаеме да направиме ски центар, што има врска? Ама има ли услови, реални услови? Има бе горе Кожув. На Кожув има доволно. Абе види се, ние сме таму друга приказна, оставите не. Тоа е Македонија. Ова горе никад не било дел од Македонија. Историска ние секој 3000 години сме Македонија. Ој, значи не во животот заради своите идеи. Значи што ја ти кажам? Дали го гледавте Фрчковски Кеефтов? Ја не го гледав. Ке мислиш човекот е македонскиот Исус, он се залагал да се крсти. Човек ја го погледнав. Морам да кажам дека од кога го изгледав господинот Фрчковски, почнав да се плашам, искрено дека ВМРО уште 30 години ке владе. Зошто почнав да се плашам за тоа? Кога видов што му е стратегијата за рушење. Какви совети им дава. Значи, обкружите се со Сорос банда. Значи, кога видов која е стратегијата за рушење на оваа власт. Бидете досадли. И ја викам, чекај малце, дај ја да фатам да ја рушам оваа власт, пошто овие се стварно неозбилни. Жал ми е што е така, но очигледно некои луѓе не можат да прифатат дека времето и употребната вредност едноставно им завршил. Може ли сега и да не се кога сме кај таквите луѓе, дали ја гледаше Мирка пред 2 дена? Мирка веќе не треба да се коментира. Мирка Миленко, тоа е друга. Тоа е више една друга лига на друга димenzија, која ние не припаѓаме, сега извинете вака, ама ние сме премиер лига. Сега ние со рамноземјаши. Да, со рамноземјаши, со масони, илуминати, розенкројцери и такви заговори не со аденохромата, со тие работи. Со аденохрома, со тие теории на заговор, баш не знам. Како и да е. Здрави и живи да се, апсолутно, да. Не им посакуваме ништо лошо.
тие ќе останат и кога ќе пропадне светот и кога гуштерите ќе завладеат, така што нека се борат. Да. Да одиме со една паузичка за рекламчиња. Зарем? Па да, што доста е. Па не И да останеме за тоа да видиме, да го заклучиме првиот дел со тоа дека очекуваме тамо негде после Нова година, пред Нова година. Не, кој пред период, Нова година. Пред па Нова може и година пред сме Нова сега, година, зарем? да. Аха, добро. Пошто веќе одамна таат проверките на НАТО, НАТО алијансата да ја одреди судбината на Бојан Христовски и да видиме дали се ова што се збореше до сега е воопшто точно. Тој кратко ни одговори во еден коментар, ние го прашавме за изјава, му кажуваме, нели ДКСК донесе како ќе прокоментира, само кратко ни каже, вели, правдата понекогаш е бавна, секогаш доаѓа, веќе престанав да одговарам, вели, на обвинувањата кои ги имаше против мене затоа што стана абсурдни и јасно ми беше дека станува збор за хајка, но века нека истражат институции. Само една не констатација, него еве да загатнам една тема, па ти како сакаш, во 2-3 наврата рече НАТО ќе ме одреди судбината, оние кај нас, па генерално како и секаде во светот кој што се ја доживуваат својата држава по-автономистички, да речем, ќе се спротивстават. Ке рече, не може една организација, макар и биле членки ние во неа, макар и толку силна, ако што објективно е НАТО, да одредува во суштина внатрешно прашање кај нас. Не е така, затоа што нашиот директор мора да биде кооперативен во таа организација. И ако нема сертификат за безбедност, како ќе биде кооперативен во таа организација? Тоа е прво. А второ, Драган, да се разбереме. Ние членуваме таму. И ние велиме овде во Македонија, еве, СДК не верува во системот, легитимно нивно право си имаат. Телма не верува, ој не верува, оној не верува. Вие не верувате во системот? Океј. Ајде да видиме НАТО што ќе каже. Ако не верувате ви од ДКС како обвинителство македонските институции, ајде сега да видиме институција во која што до сега сте се колнеле. Да. Што ќе одлучи НАТО? Ако одлучи НАТО, Бојан Христовски не се одбива за безбедносен сертификат. Јасно, суверенистите зборам генерално, кои што не ја прифаќаат таа приказна, кои што сакаат, не го прифаќаат фактот дека Македонија е дел од глобални процеси во кои што работите се поврзани како сврзани садови, едноставно така стојат работите. И тамо каде што моќта се распоредува на специфичен начин. Одиме со кратка пауза за НАТО реклами. НАТО реклами. Се враќаме во студиото на Утринско еспресо по рекламите. Да ви кажам право, многу интересно влеговме во длабокото со лицето Љупчо Златев. Иако морам да признам, полека влегуваме во еуфоријата наречена новогодишни празници. Претпоставувам дека повеќето од вас веќе знаат каде и што ќе прават за така наречената најлуда ноќ. Никогаш не сватив зашто е најлуда. Но Златев, еве, не сте те прашал, вие што ќе правите за Нова година? Чекам да ме пуштат на камера. За Нова година се мислиме дали да правиме ребро или свинска коленица. Генерално тоа ни е главната дебата. Преокупација, да. Гледаме рецепти, има доста интересни, може па компирот дали да биде рестован, дали да биде пекарски, дали да биде класичен еден помфрит кој е канцероген сам по себе, но значи таква ни одлуката. Но коленицата. Коленицата е здрава. Да, коленицата е здрава. Чист холестерол. Коленицата е здрава. Имаме ја и еден другар кој го нарекуваме коленицата во последно време од само нам познати причини. Вработен државно. Ова у последно време сите другари ми идат државно, се разочарувам. Како предприемач. Но, види, Драган, луѓето се жалат дека ужасно е скапо за Нова година понудиве во ресторани. Па не ли е? Па да, дека онака треба да потрошиш многу пари за да одиш по новие послави за најлудата ноќ. Ја никош не сум ги сваќал, за мене најлудата ноќ е ден како сите други се што ти кажам. Па добро, ама факт е дека луѓето сакаат да се откачат од дневните грижи, од политика, од сите тие гадости со кои што сме принудени да живееме секој ден и неколку дена, ако може да си го дозволат тоа задоволство,
па зашто да не? Во ресторан сега го спомнува 3700 новогодишна понуда. Во ресторан биен некој, добро? Мене ме прашуваат зашто не сум постел за Божик. Помина Божик, бе, денес е Божик. Ама Ја ги нервирам. Григоријанскиот календар. Ги да. нервирам овие верскиве фундаменталисти што ми се закачани. Ги нервирам дека славам по григоријански календар. Да се расправаат луѓето да не смееш да речеш дека е католички Божик затоа што не е католички, тој е католички. Па не е католички. Така и протестантски и на добар дел од православните цркви, да. И Да. меѓутоа добро кај нас се И уште Божикот. англикански е ако сакаш. Па сите освен руската православна, српската и македонската. Мислам Добро, така има беше. па и грузиска, мислам дека Може би некој од тие горе на Блискиот исток. и во Африка етиопската е по нашата. Украинците го сменија Мене, минатата ја година. прв пат ме возе, кога дозна дека сум од Македонија, етиопјанец ме возеше без пари од такси у Лондон. Затоа што сме биле православни браќа. Многу Да, интересно, да, ја викам, да, фала да. ти брат, исто и они слава. Брате Му земав и православец. број, прекрасен човек. Ама ортодокс. Да, ортодокс се, и тоа хардкор се. Кај нив е на 7, исто како кај нас, во Етиопија и баш му земав број, ке му честитам Божик. А хубаво. Ми покажеше слики по поиве нивни, знаеш, ист као наш поп, само црнец. Много интересно. А Да. пее ли? А? Они како оние и црне што пеењето пеат, е тие се византиско. византиско. Византиско пеење имаат во Етиопија и тоа е интересно, исто, но она што е различно, нели е што не знам кај нив дали Мерцедеси возат попоите, дали отвараат телевизии, дали Зато се игра со животот, односно ќе Дали биде отвараат? анатемисан. Во еден момент тебе ќе те анатемисаат, разбираш? Ќе бидеш изгнан од црквата. Вега, само да ве поздравам, многу сум зафаден. Фриждерот е полн со пиво, треба да го испразнам. Само напред, царе. Што вика Стојаден Стојче, Вика. вие како сериозен медиум поканете нешто да ги намалат цените за нова година. Еве да ги намалат цените. Јас барам да ги намалат цените. Ја не им барам, да не им идете. Сплотете, шо има да ги намалуваат цените? Едноставно, не им идете. Собирате се по плоштади и по малија, по Понуда мала. побарувачко, они ставаат високи цени, па шо вие им одите. Кога ќе престанете и комшијата пак најде да бучи ова време. Имаме бор машина. Комшо, смањи доживљај. Ама кај бе човече, 10 са бајле. Но Таков му е стилот, стварно, значи, не јас буши. стварно не разбирам. Но Драган види, не им идете и ќе ги спуштат цените. Тоа е единствениот начин да ги вика. А не знам дали е тоа, ти си по капитализма повеќе од мене, знаеш како одат тие, што викаш понуда побарувачка фазони. Не сум сигурен дека можеш да натераш народ, луѓето се готови да дадат неверојатни пари, да штедат цела година и да дадат неверојатни пари за ден-два, кои што ги одредиле за луксус и тука не можеш ништо. Едноставно. Добро, ама не, тоа е нивен избор. Така што е, да така е, така е. Например, денес е Boxing Day, денес луѓето си даваат на запад подароци. Дедо Мраз наводно синоќ денес посетуе тоа. А ги им за тоа ли Носи- зборува? Не бе, он мисли на Сотир Костов. Јас мислам да Мраз мисли. Еве, Антонио Петрески, он е во Америка, да, и Да не е во наш- Австралија, или? Во Америка, во Америка. Не може да е во Америка. Наш верен слушател. Не може да е во Америка, Антонио, Во затоа што Австралија? вика дека е 7:40 навечер. Да, поздрав до него, кај Поздрав, да си на кој меридијан, драг пријателу. Убаво да си поминеш на здравје, нека ти е пивцито. Он вика box of beer. Boxing на, Day, да. на Boxing Day. Батото живе. Има и убав Boxing Day. Се надевам дека добри поклончиња. Австралија, Сиднеј, еве си напишал. Бато, поздрав до тебе. Не сме биле во Австралија. Мајката таа наша диаспора еднашка не рече, ајде бе момци, дојдете во Австралија. Еви 5000 евра дојдете во Не, Австралија. дојдете со кенгури да ве прошетаме. Добро, драгче, ја немам никоја посебна. Зашто ве убава За- Австралија? во Не, Австралија. Ти излага гуштер, змија од негде, крокодил од тоалет ти излага. Коала, кенгур. Некој пајак од пола метар ти излегува. Коала, кенгур и така натаму. Иначе ние во фирма не го правевме она најпатетичното измислено за нова година. Што? И за Божик Секрет Санта немавме тоа. Секрет Санта, јас уште не ја сакам суштината на таа глупост. Секрет Санта не знаеше, Не знам што е сега. Значи, Кажуваш на си тој, му влеза- даваш, влечеш негде и му даваш поклон на некој што не знаеш, кој ќе ти се падне и он на тебе, И- не сакам ништо. Да. Таков сум неќе.
Неќе секрет Сиктер Санта сте правиле. Сиктер Санта, вика. Ова е добро Стојадин вели Сиктер Санта сте правиле вие. Па да, ние реално 10 саат си идеме од работа од тука, од фирма, уште 20 минути сите спакуени, ај по дома. Тоа е Сиктер Санта. Сиктер Санта, Милош гледа збунето од нашиот нов драг. изум на Радио Лидер ово утро, почитувани слушатели. Годинава во вашите фирми, наместо да правите Секрет Санта, правете Сиктер Санта. Да, знаеш колку ќе бидат срекни вработените? Порано ги пушташ да, и дома. викаш ај мрш. Не И мора, сите, не мора чорапите новогодишни, шалот, капчето, да си ги даете. Главно тие Да. подароци се да никој не му требаат. Сега реални, дај некој некаква елкичка, знаеш, или некој чорап што викаш, што никој не му треба. Чорапи со Дедо Мраз. Особено што има едно огромно лицемерие, па си даваат поклони луѓе кои што вообичаено не може да се гледаат меѓу себе. Да. Многу често. Не е тоа Не, правило. ние немаме таква токсична атмосфера. А, Ние многу малку се гледаме, пошто работиме 3 сат и не сме стигнале да си ги нарушиме меѓулюдските односи. Немаме време едноставно за таа Но работа. со малку повеќе труд. Се бива Ако па токму затоа ние го одиме кон кратење шведски модел на работното време. А правевте Вика- ли пред новогодишно да работа? Не, немаме буџет годинава. Ние годишно правиме у јануар. Тогаш стигаат парите. Негде новогодишната ќе ни биде отприлика помеѓу Коледе, Божик и после Божик негде. ќе видиме. Опа, Српска православна, ту смо злате. Не е тоа од културолошки аспект, пошто прво тогаш не треба да фаќам врски за да закажам кафана. Да, Тогаш е правно, сите немаат пари. И не треба да се маваш Да. со лактови со тие до тебе за да пројдеш. И може да добиеме и овакво. Оп, на Антонио Петрески му не достига, Ивица Боцевски, верувај Антонио и Сиднеја. Нас ни не и достига мене ми не многу достига, повеќе од Ивица, тебе. тоа е легенда. Замисли, ние таа како се вика, тој физикус секое утро го гледавме ова, пиевме кафе со него. Тој човек феномен. Јадевме чија, од кога почна да слабее, секој ден го анализиравме секое кило кое му падна, секој грам практично. Ама одлучи да работи државно. Но одлучи да не напушти за државна позиција. Не знам колку се усреки, тоа ќе треба да дојде во некоја емисија овде и да ни објасни. Но факт е дека се работи државно. Генерално ние почнавме, така, продолживме некако без него, беше и секогаш ова на сите што и раскинале дечковците. Тешко е да се продолжи, но продолжите. Тако беше односот, нели, да. Душа човек, апсолутно. Вели Антонио, мека душа. Кој ќе каже директоре убаво сте се облекле, добива напредување. Јајде да чуеме сега овде орди како вика, злате фама се дотера. Ужасно сум дотеран. Вистината. Ако сакате ја да ви дам оправдување, ќе ми кажете ова што го кажа ти беше многу паметно. Но оваа шега многу се насмеавме. Нема потреба за тоа со облекување, затоа што облекувањето мене ми е секундарно. Со Груевски едно е, вика. Овие инсинуации нема да ги... Но фактот е работен. Ајде да видиме. СДСМ ово утро вели: скапи сметки, ефтини изговори. 6 месеци е економски пат на ВМРО ДПМН. Лани морам да признам дека од сите новогодишни каде што присуствував, најдобра беше таа на СДСМ. Годинава уште не викнале, не знам дали ќе викнат. Лани, кога отидовме, доскоро го чував овде, ама изгледа имаме упат од некој ВМРО-ец тука од запослените. Она виното? Да, опаковката од вино ја нема. Така? Стварно. Ја нема. Стварно. Да се најде подитно, да се врати таму каде што стоеше обележјето на СДСМ. Ова е упат на некој ВМРО љубител. Да се знае дека ова е СДСМовска фирма. Ова го направил некој. Ова не упат, јас ја барам, сакав да ја донесам. Лани СДС ни дадоа феноменално вино од бовин. И го фалеше ти на секаде. Ова е жива вистина. Чекај само малце. Се појавува Минка. Се појавува. Значи нема упат. Во ова спакувано ни го дадоа.
Да. Значи, само е Златев со гордост дислоцирано. го носеше и го Да. испи со радост. Иначе и ова го љубов. криеме само Мицковски кој доаѓа или некој висок функционер од ВМРО, а инаку не е јасно истакнато. Слушај, Да стои, да. ама не смееме да кажеме со каков лик беше испиено ова вино. Ќе одмолчиме, ќе Ќе одмолчиме. одмолчиме за може да го избркат од партија. Ако да знае, и сега мораме ни дадоа човече дарон. Ама Тоа е квалитет, 950 денара вино. квалитет. Како За да ти разлика од објаснам? овие другите што ВМРО дае вранец. Сега, годинава ВМРО е на власт, да видиме, може ќе се сменат улогите. Но добро, види сега, ВМРО се традиционалисти од друга страна, затоа дадоа вранец. Вранец е сепак Наше, познато за Македонија, картошија, вранец. не, sada само си Да. држи до стилот, остати тоа. Остати тие работи. Вика. Само да го поздравиме ликот Стефче Видов од US Crown Point, Индијана. Благодарам што следиш. Еве, вика, заврши овој американски бизнис празник, ги испразнија картите и од денеска плачки. Е, при сега таа култура ја наметнавте на цел свет, друже, од Индијана, Crown Point. Го натеравте цел свет да се убива од трошење пари у еден, два дена и после тоа да плачат. Така стават работи, ние што сме стиснати Но овдека. поздрав до Индијана. Индијана е одлична држава. О, да ти кажам, право поема немам за Индијана. Тоа е онака што они садат најмногу жито и овие, како се викаат, корн. Да. Ченка, Тука убава земја, Да. изнад Тенеси мислам дека доаѓа. Тамо негде Реджи Милер играше за Индијана. и Чега тоа не беше US State Индијана Пейсерс. Да, ама Много убава добрен играч. држава. Републиканска е стално, значи да знаете. Каква да биде садат пченка, што очекуваш од лив. Значи, чекај да видам. Еј, морам да те прашам. Кажи ме. Морам да те прашам, абе, како го толкуваш ова што го најавува Доналд Трамп? Што? Еве, овој викај, уозбилете се, Бутлевски Игор, што да се уозбилиме ситуацијата? не е Нова завршила. година бе брат, што? Чекај малку. Ние пари не трошиме, бар да лупаме глупости. Да, пиеме вода овде, Да. откако се испи виното од СДСМ. Сега Нема. те прашам, како ги толкуваш, ама сега сериозно? Барем Добро, малку. ајде. Најавите на Трамп за Панамскиот канал, за Гренланд. Си видел, сигурно си видел. Да, сум класични Трамп екзибиции. Да. За Панамскиот канал мислам дека тоа е стратешки многу важна одлука. Апсолутно е важен Знаеш канал, зашто? ама не Но- можеш да му го земеш на некој Да, кога е ма- негово суверено. Па сега не е баш така негово суверено. Американците го Зошто? изградиле, тоа многу Да. не го знаат. Меѓутоа, Американците го градат Суетскиот канал, знаеш? Го даваат после, ма го дадоа на панамците. го даваат Рекоа на са, Панама, тоа е. но сега Панама им вика за вас важат, сега како јас сум го направил и за мене ќе важат Истите истите услови цени, како да, за да, сите да. други. А Извини. скапо е паклено тамо да се Ама не, разбереме. извини сега. И Трамп вика, извини, вака, више не иде. И тоа што сака да си го... Ама што ќе направи, ќе ја окупира? Мислам, Не, нема да ја окупира, туку дипломатски ќе го реши тоа. А ова се И на дело- крај ќе стигне до тоа да му го да намала цените. да од намала превод цените патите, за Америка, што реално е фер да се очекува. Аха. Во однос Па на тој што Панама. го направил. А од друга Значи- страна, а за Гренланд што мислиш? Гренланд- Знаеш дека данците се возбудија, почаа да ставаат војска на Гренланд, види се. нешто, се Гренланд исплашија. е обид на Трамп да дојде во Америка, да дојде на европско тло, пошто Гренланд е де факто Па теоретски е да. Ама не можеш ти Европа. да кажеш, знаеш што, Гренланд нас не треба, стратешки е наш. Не, Мислам дека тоа со Гренланд е будалаштина, сега вака да бидам искрен, за разлика од тоа другото каде што не е баш така. Стефче вика, од Чикаго сме 70 километра. На вистина, Чикаго е во Илинойс. Индијана Да. е на само 70 километра, ова кај што Да е бе, па да, господинот. па ма Чикаго е Од градот на ветровите, Да, Илинойс е прекрасна држава. Мислам уствари прекрасна држава, Илинойс. А на е југ со Тенеси, да, на запад со на исток Значи, со они су Охајо, а на сендвич север Мичиген, да. помеѓу најголемите демократи, тоа се тие у Илинойс. Аха, У Илинойс се хардкор демократи и Тенеси каде што знаеш кој е од Тенеси? Ајде. Џони Кеш. А, Џони Кеш, да. Џони Кеш е од Тенеси. Джек Антонио- Даниелс е од Тенеси, вискито исто. Антонио, не може музичка желба, песната ти е супер. Ви прекрасни луѓе, е стварно убава песна. Проблемот е што на Златев радиото не се пушта музика воопшто. Немаме ние, ама овој Јуре Стубешич, овој усташ се. Јура Стублич, не, добар е.
Знаеш къде ова песна? Ви, прекрасни люди. Ама той не ли беше слава истиов? Богу, Мой цjelу друже, noć, Белоградски, да. па му одговараше Борат Чорба. Не Не така. изкоментиравте за Србија. Што да коментираме за Србија? Се обидуваат да направат. Младите едноставно им е преку глава од Вучич. И имаат право на И ја тоа. ги разбирам. Имаат право на тоа. Бунтот. И на Вучич му е преку глава од сам младите. себе, да. И од сам тоа себе. го разбирам и се Да, сакам да кажам, млади луѓе што не се бунат, тури им пепел на тие млади луѓе. Што не прават некој обид за револуција, што не се обидуваат да го сменат светот, тоа се млади луѓе кои што ја потрошиле својата младост попусто. Апсолутно треба да се бунат, треба да дигаат стандарди, да бараат, да галамат, да викаат, да излегуваат по улици, да свират, да се радуваат на животот и плюс да повикуваат на поправеден свет. Тоа е основата на младоста по мене, на свесната младост. И супер, гледав тоа што се случуваше на Славија, наводно 200.000 луѓе, на Славија во Белград, мислам, се разбира, а лалде им е тоа што некои ликови организации, како и секогаш се обидуваат ето тоа да го контаминираат со својата пропаганда е нешто друго. Факт е дека шарено лики револуционери има насекаде и тие ќе си ја продолжат својата агенда и ќе влегуваат во се и во се што и тука спас нема. Да, апсолутно, јас ги поддржувам протестите во Србија исто како Новак Џоковиќ. Сметам дека младите имаат право да го кажат тоа што го кажуваат и сметам дека Вучич треба да подразмисли во кој правец ја води неговата земја во делот на демократизација, стандардизација и борба против корупција. Сметам дека веќе предолго проблемот во Србија не е Вучич, уствари. Проблемот во Србија е што тие што би требало да го сменат Вучич не ги бива. за нигде не ги бива. Односно Таму има интересен лик Вук Јеремич, меѓутоа не успеа да се намесне. И он, и овој како се вика Джилас и она Тепич, како се викаше, мислам, тоа е трагедија. Трагедија. И сметам, значи, и сметам дека судејќи по политичката сцена во Македонија, страв ми е дека ние може да влеземе во тоа сценарио, односно буквално да нема кој да го смени ВМРО во држава. И тоа е трагично за една демократија. Би било трагично. Не постои празен простор, Златев. Порано или подоцна ќе се створат сили кои што ќе имаат нова приказна подобра. Но не во Србија никако да се створат. Односно, добро, знаеш, тоа е проблемот. Види, Вучич успеа да подигне стандард во Србија, тоа е многу важно. А што мислите, младите во Србија се воодушевени од опозицијата, не се одушевени, тоа е суштината. Тие не поддржуваат ниту еден политички блок, оние кои протестираат. Ниту ми е само преку глава од некој неправди и од некој начин на кој што некој монополизира власта, барем така јас го доживувам тоа, не значи дека Вика Вучич во Србија нема опозиција, нема алтернатива за Вучич, апсолутно е така, пријателе, но тоа е проблем за едно општество кое нема алтернатива. Антонио Петевски, ти благодарам за убавите зборови, друже, од далечниот свет. Само напред и што да ти кажам, ќе биде се добро. Чекај да видиме што има ново друго ова утро. Сакате СДС да се врати или левица да биде? Друже мој. СДС нека се врати, ако СДС создаде нова парадигма, нова енергија, нов квалитет. Тешко да излезе од левица си е приказна за себе. Не, така што левица не може да дојде на власт. Не може да дојде на власт. Да, левица има како да си кажам, ненормални ставови за да дојде на власт и да гласате на левица, стварно треба да ви фали нешто. Тоа е мојот категоричен став ти е тоа. Категоричен став, да, стварно, ако не ви фали ништо, зборувам интелектуално, тогаш вие разумно расудувате и сваќате дека за овие национал-болшевици не може да се гласа. Национал-болшевици на лимонов. Како го извади ова национал-болшевици? Па тоа им идеологијата. Нив кога ги разглобиш, они се како ние, како се вика, Лимонов и тој другиот, како се шима национал-болшевичка партија. Тоа се кога ќе ги споиш Ленин и Хитлер уедно, и добиваш национал-болшевици. Да, ја добиваш левица. И тоа е тоа. Што, да ти кажам искрено, Златев, и да висте не мене вака пред нова година ми е дојдена преку глава од се. Супер, истеравме, јас се те канам јавно. Ајде. Во вторник ја ти искра да ја испратиме оваа година со
шега, со смеа, со анализа, со малци озбилност. До тогаш може би ќе дојде и виното од Да. СДСМ. Да, еве ќе може да ја коментираме и новогодишната порака на председателската Силјановска до тогаш. Да има, знаеш. Чекај, но вчера имаше говор председателката. Имаше говор. За нова година? Оној што е у собрание, годишниот. Многу незабележливо помина, лели срамота не види. Имаше вчера. Јас са бајле пуштам Times Radio, они го анализираат King Speech, рекол кралот дека они сите требало да бидат сплотени и саат и пол тоа го анализираат. Мислам, алал да име на колегите од таму. А ние, еве, ја нема ни на Time председателката. Мислам дека вчера беше сето тоа. Гледаш, кој ќе кажат енглеска кралица дека е нашиот председателски систем полошо од енглеска кралица. Затоа што пак ќе ти кажам, во Англија утро сите го анализираат кралот и неговата божикна порака. Во Македонија никој не анализира, вклучително и ние. Што е срам за нас нормално. Чекај да видиме што кажала Силјановска. Ајде, Силјановска. Драган, дали си спремен за да завршиме оваа емисија со коментар на говорот на председателката Силјановска? Да ти кажам право, Да. можеме, јас искрено... Главната порака била: очекувам европско однесување од ЕУ. Еве, јас Па што очекувам. ќе анализираме на Европа и се обратила, не нас? Еве, јас очекувам. Нека анализираат у Брисел, што има ние да анализираме? Мој основен политички инструмент во политиката беше и ќе остане диалог воден со добра волја. Па добро. Порача председателката Гордана Силјановска-Давкова во нејзиното прво годишно обраќање во собранието. Говорејќи за Европската унија и проширувањето, Силјановска-Давкова истакна дека ЕУ лидерите никогаш не треба да изумат дека Европската заедница беше мировен проект што гарантира вечен мир, но сепак денес војуваат европски држави. Знам дека реалистите ќе коментираат дека ја критикувам ЕУ заради односот кон нас, бидејќи ние целиме кон унијата, а не унијата кон нас. Но јас имам право критички да размислувам како балканка која се доживува како европејка и очекувам европско однесување од ЕУ. Порача председателката, таа вели дека на секоја средба на ЕУ лидерите ја потенцираа нужноста од проширувањето. Признавам, за мене ЕУ се уште е најпосакуваниот демократски политички систем и наш дом. Не случајно денес граѓаните на членките на ЕУ имаат подобро мислење од нејзиниот демократски капацитет. Додаде таа. Добро. Нема што да мислам дека ЕУ требало да го анализира што ние. Добро. Ние немаме. Океј. Не се однесува на Да, нас. но у принцип се согласувам. Да. Ако ја затвараме емисијата, еве само да искористам уште една можност да повикам. Тоа го правам веќе 2 дена во Заспија, ако можеш. Се работи за Златев нема да ми забереш, апел за помош за Дарко Давид, Блаже Теодора и Ивона од Кичевско. Тоа се 5 дечиња на возраст од 3 до 8 години, на кои што таткото им почина пред неколку дена, а мајката ги напуштила уште пред 2-3 години. Во моментов се во незавидна положба, ги чуваат бабата, ако не се лажам, и тетката, кои што така се во многу тешка социјална положба. Овие дечиња заслужуваат навистина да им се помогне сега колку што може. Многу сум среќен што и мојот апел до сега успеал да донесе некаков плод, не е повторно повикувам. Еве. Има и трансакцијска сметка, можете да ја најдете и кај мене, може да најдете кај повеќе. Најдете Драган луѓе. Милосавлевиќ на Facebook, а сега и јас ќе го споделам, може да го најдете и кај мене. Да. Ќе го ставиме ова сега и на lider.mk. Ти благодарам. Почитувани слушатели, наместо да потрошите грдо пари за глупава кич новогодишна прослава, наместо да потрошите многу пари за некоја облека која веројатно никогаш повеќе нема да ја облечете, освен на најлудата ноќ. Донирајте за ова семејство, донирајте за овие 5 дечиња да имаат шанса во животот, како што сте имале вие, како што имаат вашите деца. Немојте да мислите дека среќата ќе ви ја купи било што материјално, среќата ќе ви ја купи едноставно се што она што го давате како за себе да сте си го дале. Купувате една поубава состојба во општеството. Ве молам, оставете ги глупавите трошоци, помогнете за овие 5 дечиња, јас ќе го направам тоа,
деновиве можеби околу Божик, ве молам, размислете што правите. Ние не сме инфлуенсери да собираме пари преку GoFundMe и после да ги крадеме тие пари, како што многу умини инфлуенсери направија. За жал. А за ова ние спремаме сега и одредена истражувачка сторија за да ви докажеме каде завршиат 90, најмалку 100.000 евра од вакви донации. Човече. Донирајте директно на семејствата, секогаш донирајте директно на нивните сметки. Заобиколете ги оние кои ви велат дајте пари тука, па ние ќе ги однесеме таму, затоа што тоа се измамници од најголем вид. Ние не сме тоа и затоа ве замолуваме, донирајте директно кај семејството, кај бабата, кај тетката, независно кој се грижи за овие 5 дечиња, затоа што овие 5 дечиња заслужуваат да имаат шанса во животот, заслужуваат еден ден да станат образовани граѓани кои ќе движат македонската економија, заслужуваат да бидат луѓе кои ќе имаат свој семејство. Тоа што се помалку среќни во нашиот живот не значи дека утре нема тоа се да се смени, животот како еден круг да се сврти. Одлично кажа. Престанете да трошите пари на глупости, помагајте, живејте скромно и сакајте ја Македонија како што ја сакаме ние.